во армијата на Македонија. За социјалните, политичките и економските достигнувања, за сите успеси кои ги имаат достигнато со текот на времето. За жените, за мајките, за хероите. Во пресрет на Светскиот ден на жената ве запознаваме со припадничките на армијата на Република Македонија. И војнички ве отпоздравувам. Растам со, не можам да кажам желба, него во тој домен, затоа што мојот татко, полковник во пензија, е старешина, беше старешина и воедно беше и командант на оваа касарна овде. И не израснав во Република Македонија, ние сме доселени од Словенија овде, значи ние сме селени. Босна и Херцеговина, Словенија, Србија и на крај завршивме во Македонија во Скопје со прикомандите и на татко ми. Живеам со тоа цел живот. Навикната сум и тоа за мене е нешто нормално. Клучниот момент е тоа што завршив средно ветеринарно училиште и имав можност да се вработам во армија како ветеринарен техничар. И тоа е тоа, се поклопија. Па вака, ја растев во воено семејство, татко ми е пензионирано воено лице, гледав идол во него и бев обкружена со такви луѓе и сето тоа ми дојде природно да бидам дел од армијата на Република Македонија. Што беше можеби оној момент кај што одлучивте дека да, сега ќе се обидам и нели ќе станам дел од армијата на Република Македонија? Па реков, веројатно гледав идол во татко ми, сакав едноставно, желбата ми се појави природно, обкружена во таков свет, така да кажам, и се одлучив на таков чекор. Па не е тешко, се што се сака, се има желба, се успева. Гордост ми е, чест, задоволство што сум дел од армијата. Може би различни детства, но вела дека од детството љубовта кон армијата се провлекува, а кога доаѓа силна желба и решителност, безрезервно се посветиле кон станување дел од истата. Сега некои се сопруги и мајки, дополнителни улоги кои гордо ги носат на своите рамења, како и тоа да се биде припадник на македонската армија. Поголемиот дел од луѓето од цивилниот сектор мислат дека ова не е за жена, е голема одговорност и голема чест. А уште да си припадник на воена полиција, уште поголема чест. Армијата сме познати за организација. Успеваме сето тоа ние, жените, мајките, сопругите, да го изменаџираме и да го изорганизираме и имаме време и за семејството, и за децата, и за домашните обврски, и за работата. По завршување на средното образование, несебично и без размислување, се појави желба за влез во армијата на Република Македонија, каде што се пријавив на доброволно служење на воен рок, за после тоа да се пријавам на селективен курс за влез во специјална единица. Дали можеби кога ја истакнавте вашата желба пред вашите пријатели, пред семејството дека сакате да бидете дел од армијата, не идовте на поддршка или можеби имавте и коментари од типот па не е баш тоа за тебе, тоа е повеќе за мажите или браво, можеш и ти во тоа да успееш? Имаше и вакви и такви коментари. Најбитните коментари од семејството дека големата поддршка, дека можеш, пробај, ќе успееш. Вербата во и поддршката од најблиските ми беше уште поголем мотив за да дојдам на местово каде што во моментот сум. Да бидам дел од оваа единица, како жена, мајка на 2 малолетни деца. Децата се нели секогаш најискрените и со посебна емоција и гордост гледаат на униформата и на тоа што нивната мајка е дел од армијата на Република Македонија. Моите деца се горди што имаат мајка која е припадник на армијата на Република Македонија и гледаат пример и идол за понатамошен избор на нивните професии во животот. И кога општата популација смета дека не е за жена, тие се доказ дека оваа работа можат и тоа како да ја извршуваат. Достојно и храбро како нивните колеги, со поддршка од семејството и пријателите, се искачуваат на скалилата во животот и се пример дека секоја млада девојка може да прерасне во храбра и горда жена.